Почитувани граѓани, почитувани новинари, денешната пресконференција е реакција на барањето на Социјалдемократскиот сојуз за свикување на итна седница за донесување на закони, изменување на закони кои се однесуваат на мандатот, надлежноста и другите подзаконски акти поврзани со специјалното јавно обвинителство. СДСМ знае дека се ближи 11 декември и се ближи датумот кога што тие ќе треба да се соочат со граѓаните и СДСМ се свесни која доверба ја имаат, односно ја немаат помеѓу граѓаните на Република Македонија. Знаат дека изборот на 11 декември да се одбере помеѓу деструктивна политика, шпионирање, нелегални материјали, правење на секакви сопки и изговори и изборот да се одбере стабилна политика, остварување, проекти и реална програма може да биде на голема штета на Социјалдемократскиот сојуз, а во интерес на граѓаните на Република Македонија. Затоа Социјалдемократскиот сојуз бара начин како да избега од закажаните избори или како да најде изговор одржаните избори, тие кои што би ги имале, да не ги признае како валидни. На тој начин ВМРО-ДПМН го оценува барањето на Социјалдемократскиот сојуз за измена на законите за надлежност и времетрајање и заштитени сведоци кои се однесуваат на СЈ. Ова барање за итна седница за измена на овие закони на СДСМ ќе му послужи единствено како барање кое што би биле надвор од оние договорени барања во договорот од Пржино, кои што СДСМ знае дека не можат да се прошируваат ниту по содржина, ниту по време, ниту по надлежност и неисполнувањето на ваквите нови желби на Социјалдемократскиот сојуз да му послужат на аболицираниот Зоран Заев да ги искористи како изговор за бегање од изборите или за непризнавање на изборите кои што ќе се одржат на 11 декември. Исто така гледаме дека преку писмото упатено до амбасадорите, аболицираниот политичар Зоран Заев најави уште од пред неколку дена дека остава простор и гради изговори преку кои сака да се огради од изборите на 11 декември, да ги избегне истите или истите да не ги признае. Втора работа која што се забележува со ова барање за итна седница на собранието за измена на законите поврзани со специјалното јавно обвинителство е дека Социјалдемократскиот сојуз и специјалното јавно обвинителство се само две лица на една иста монета. СДСМ збори во име на специјалното јавно обвинителство и специјалното јавно обвинителство действува и превзема политички мотивирани акции во име на Социјалдемократскиот сојуз или со единствена цел да му помогне на СДСМ во својата политичка платформа и агенда во недостаток на реална политичка програма. Единствената агенда на пратениците на СДСМ е исполнување на желбите на Катица Јанева, таа која што изјави дека собранието кое што е избрало е нелегитимно и веројатно со тоа сакаше да предизвика некаков инцидент. Единствената агенда на Катица Јанева е да превземе действија кои што би му помогнале на Социјалдемократскиот сојуз да го наруши високиот и стабилен рейтинг на политичкиот опонент, односно ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Со донесувањето на прочистениот избирачки список, на површина излегува манипулациите дека не постојат 500.000 фантомски гласачи. Со работењето и новата методологија на Агенцијата за медиуми, се изби од рака изговорот на СДСМ дека оваа агенција работи по нечив налог, бидејќи сега истата работи по усогласена методологија која што ја бараше опозицијата. Сите тие работи кои што Социјалдемократскиот сојуз ги побара, ги доби и сега бега од најголемата работа која што ја бараше Социјалдемократскиот сојуз, а тоа се изборите на 11 декември. Затоа СДСМ поставува нови барања, нови услови, како што е сега барањето за итна седница на собранието за нови закони за специјалното јавно обвинителство, бидејќи е свесна дека се надвор од политичкиот договор, истите не можат да се исполнат, нема основа да бидат пресретнати и на тој начин СДСМ ќе си создаде
нови изговори зошто би имале причина да избегаат од закажаните избори. Но нема да успеат во своите намери. Република Македонија нема да остане и понатаму заложник на кризата во која што ја држи Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните на 11 декември ќе го дадат својот глас на оние политичари и политички партии кои што нудат реални и остварливи проекти, а не на оние кои што нудат деструкција, шпионажа и секакви други неконструктивни работи. Затоа сметаме дека Социјалдемократскиот сојуз со поднесувањето на барањето за итна седница, за менување на законите за специјалното јавно обвинителство, само го потврди своето сознание за нискиот рейтинг, бидејќи СДСМ да веруваше дека може да победи на изборите на 11 декември, немаше да бара итна седница за сега да се менуваат законите за специјалното јавно обвинителство. Туку би победиле на изборите и потоа како големи победници би ги смениле сите закони кои што тие ценат дека нив не им одговараат. Но СДСМ, бидејќи се свесни дека имаат малцинска поддршка кај граѓаните на Република Македонија, брзаат со вакви барања за итна седница и знаат дека тоа што е денешен сооднос во Собранието на Република Македонија ќе продолжи да биде ист политички сооднос и после изборите на 11 декември. Одговорот од страна на ВМРО-ДПМН е дека нема основа за било какво дополнително проширување на веќе договореното, ниту за било какви анекс договори кои што би му дале изговор на аболицираниот политичар Заев да избега од закажаните избори. Благодарам.